Околу 150 пожари, од кои 60 во последните 3 месеци, или просечно по околу 20 пожари месечно, регистрира територијалната противпожарна единица на Кочани во текот на оваа 2018 година. На поголемиот број од интервенциите станува збор за пожар на отворен простор. Во последниот период палење на страништа, информираат од територијалната противпожарна единица на Кочани, од каде и апелираат за совесно однесување на земјоделците. Од почетокот на оваа година има околу 150 интервенции од различен карактер, со тоа што доаѓа просек некаде околу 20 интервенции месечно. Но последната недела е загрижувачка, пошто има пожарна површина околу 20 хектари на запалени страништа и при тоа се загрозени повеќе куќи од, зависи дека се наоѓа пожар, близина на кое село. На општина Чешиново Облешево, дел и Зрновци. Затоа сакам да упатам апел до тие жители на тие места да не палат на отворено, бидејќи законот е дециден, забрана за палење на отворен простор. Со тоа ќе добиеме помалку штета и ќе дишеме чист воздух. Паунов додаде дека потврда дека во поголем дел интервенираат на пожари на отворен простор, покажува и последниот пожар од петокот, кога од палење стрништа беше опожарана земјоделска површина во атарот на селата Теранци и Кучичино. Во пожарот изгоре 10 хектари нискостеблеста шума, а загрозени беа и овоштарници и лозја. Само брзата интервенција на пожарникарите од противпожарната единица на Кочани спречила огнот да се прошири и во околните куќи, кога неретко се случува дури да дојде до загрозување на животите на луѓето. Затоа од територијалната противпожарна единица на Кочани апелираат на совесно и одговорно однесување од страна на земјоделците, посебно во општините Чешиново, Облешево и Зрновци, бидејќи, додава Паунов, се уште ги толерираат земјоделците во однос на палењето стрништа, само заради високите казни од околу 1500 евра, ако се затече лице да пали стрништа. Ако престане толеранцијата, вели Паунов, тогаш сите земјоделци кои палат ќе бидат казнети со високи казни.